Македонија е единствената земја во Европа каде што во позитивната листа повеќе од 10 години не е ставен лек кој што се издава во аптека. А самата листа била во изминатите 13 години само два пати ревидирана, значи само 2 нови лека се ставени на позитивната листа, еден во 2011 и еден во 2014 година. Изминатиот период на клиниката за онкологија не е достапен лекот оксалиплатин, кој што служи за лекување на одредени малигни заболувања, конкретно на рак на дебелото црево. Тоа е лек кој што воопшто и не се наоѓа на позитивната листа, што значи во оние периоди кога го нема на клиниката, тогаш пациентите или треба да го обезбедат самите на свој трошок, или едноставно нема да се лекуваат. Изминатата година 2022 во тек на повеќе месеци на клиниката за детски болести не беше достапен, наводно поради проблеми во набавката, хуман имуноглобулин, кој што се користи за одредени имунолошки нарушувања, од кои што често пати се засегнати и деца. Овој лек, иако е на позитивната листа, па теоретски луѓето, засегнатите пациенти можат да побараат рефундирање на средствата со кои што би го платиле приватно лекот, сепак тие трошоци во некои ситуации може да бидат и до 70.000 денари месечно, и тоа е превисок трошок за едно просечно македонско семејство. За жал, правилникот за методологијата на утврдување на позитивната листа, кој што требаше да биде донесен во рок од 3 месеци од последните измени на Законот за здравствено осигурување, тоест во март 2020 година, еве чекаме во февруари 3 години подоцна да биде се уште официјализиран. Но дури и тој правилник кога ќе стапи во сила, она што тој нема сам по себе ништо да реши доколку Министерството за здравство не го започне веднаш ригорозно процесот на ревидирање на позитивната листа, кој што ќе биде макотрпен. Пред се, владата на највисоко ниво мора да развие стратешки пристап, да го препознае прво ова како клучно, како базично прашање, од значење за сите граѓани, бидејќи сите во даден момент може да бидеме пациенти, да се најдеме во таа ситуација каде што нема да ни биде обезбеден одреден лек.